Престижната ревизорска куќа Рафаеловски консалтинг денеска ги презентираше новините во Законот за финансирање во спортот во рамките на Република Македонија. Презентацијата се одржа во салата за седници на Советот на општината, а на истата присуствуваа локални стопанственици и бизнисмени кои се заинтересирани за поволностите што ги нудат новите законски одредби. Една од поубавите работи за Република Македонија е донесувањето на Законот за донации и ослободување од данокот на добивка за спортските клубови, бидејќи зголемувањето на спортската активност значи пред се зголемување на националното чувство и создавање на здрава младина во Република Македонија. Овие ослободувања не се мали и овие ослободувања се вршат на многу едноставен начин, а се вршат на начин што компаниите што имаат добивка или што планираат дека имаат добивка во оваа година, може да извршат донација и да бидат ослободени од 50% за фудбалските клубови, 40% за Меѓународниот олимписки комитет и Македонскиот олимписки комитет, доколку одат тие средства, кошаркарските клубови и ракометните клубови, до останати спортисти и 30% за останати спортови, сите оние што имаат национална лига или се во националната лига и имаат младински капацитети. Од таа причина сметам дека начинот на ослободување од данокот на добивка ќе придонесе во многу тоа за развој на спортот и развој на здрава младина во Република Македонија. Инаку презентацијата на Законот за финансирање во спортски екипи и спортисти доаѓа во време кога фудбалскиот клуб Осогово е пред голем предизвик наречен Втора лига, каде ќе требаат значително поголеми средства од досега издвојуваните за реализација на успешно првенство. Во спрегата помеѓу законските решенија и бизнис секторот позитивно и со надеж гледаат и другите спортски колективи во општината и пошироко, на кои токму финансиите им се непремостлива пречка во остварувањето подобри резултати. Презентацијата ја организира општина Кочани и градскиот фудбалски клуб Осогово, спортски колектив кој практично е и најзаинтересиран.